Почитувани сограѓани, поминаа 2 години откако СДСМ ја презеде локалната власт во општина Виница. Помина половина од мандатот на градоначалникот Ивица Димитров. И наместо популистичките објави на социјалните мрежи изминативе неколку денови, со кои се замајува јавноста со асфалтирање на улички со должина од 100 и 200 метри, време е да излезат пред граѓаните и да кажат докаде е реализацијата на програмата со која победија на локалните избори. Бидејќи градоначалникот неколку седмици поред не присуствува на седниците на Совет на советнички прашања, принудени сме преку јавните медиуми да го прашаме за проектите кои ги веди пред граѓаните на општина Виница. Кога ќе започне со изградбата на брана на река Сушица? Докаде е изградбата на булеварот на влезот во Виница од Горица до бензинската на Мак Петро? Кога граѓаните можат да го очекуваат ветениот кружен тек на влезот на булеварот Маршал Тито кај кафе бар клуб? Каде е намалувањето на цената на водата и другите комунални давачки за 30% и зошто наместо ветеното намалување водата како оваа така и наредната година поскакува? Докаде сте со активностите за изградба на затворен градски пазар? Каде е регулацијата на Градечка река со кејски ѕидови во делот што минува низ Виница и патот Градец-Лисец, проекти кои имаа рок на реализација 2018 и 2019 година? Докаде е постапката за отварање на дом за стари лица во Блатец? Ветивте изградба на спортски сали во основните училишта Гоце Делчев и Славчо Стомејски и реновирање на спортската сала Капитан Кирчо Димитриев. Откако го довршивте започнатиот проект на претходната власт, спортската сала во основното училиште Славчо Стомејски, прашуваме дали барем еден капитален проект можете сами да го реализирате во вашиот мандат? Докаде сте со ветувањата дадено на пензионерите, реновирање на пензионерскиот дом во Виница? Кога ќе изградите мултикултурен центар и ќе реновирате киносалата, ветувања кои ги дадовте на младите? Кога ќе ги реализирате ветувањата дека ќе ја преиспитате концесијата за топли води во Истивања, дека ќе направите нови испитувања и дупчење за нови количини топла вода и ќе превземете конкретни мерки за привлекување на инвеститори за градба на објекти за туризам во местноста викана Топлички рид? Докаде сте со проширувањето и асфалтирање со нов слој на локалниот пат Скараница-Блатец? Почитувани, ова се само дел од проектите кои предизборно беа ветени од градоначалникот и новата локална власт на СДСМ, преточени во така наречената програма Живот во Виница, најголемата измама што некогаш била пласирана на граѓаните на општина Виница. За голем дел од овие проекти локалната власт нема преземено никакви конкретни активности. Ниту еден од нив не е започнат, а тешко и дека ќе видиме реализација на некој од нив. Овие лаги и нереални ветувања од локалната власт, како и националните предавства и понижувања, секојдневните афери, криминални тендери и иновации, рекети и шарени лаги на Зоран Заев и врхушката на власт, беа препознаени и казнети од граѓаните на општина Виница на претседателските избори, на кои СДСМ во Виница изгуби со над 1700 гласови разлика. За крај, ги повикуваме сите граѓани на општина Виница во недела од 17 часот во местноста викана Бојаджиски бунар да се приклучат и да дадат идеи за обнова на Македонија и со тоа да дадат свој придонес во подготвувањето на програмата која ВМРО ДПМН ќе ја понуди на предвремените парламентарни избори. Ве благодарам.